Казнава е мощна, страшна. Сепак, најстрашна ќе биде за татковците и мајките. Да, еве што се случило во еден стан. Значи, ова... Простете, тоа сум јас. Простете вие. Јас мислев дека е волкот. Грешка. Јас никогаш не сум бил волк, а освен тоа никогаш не влегувам низ туги прозорци. Да, вратата е од другата страна. Ве молам, навистина ли нешто страшно се случува во вашиот стан? Што? Да не сте вие оној од телевизија? Оној што ни раскажува приказни. Да, токму така, ако немате ништо против. Не. Напротив, добро е што дојдовте во вистинскиот час. Нека види сиот свет што се случува во овој наш стан. Ајде по мене, ајде. Сине, ајде да вечераш. Не. Па цела недела не си вечерало. Не сакам. Слушај, некој пак ќе ти ја изеде вечера. Ако нека ми ја изеде. Добро. Да идеме да вечераш. Не. Сега е точно 22 часот. Најстрашното се случува по полноќ. Еве го, гледај. Сум волкот, силен лош. Дојдов да ја јадам вечерата на Марко. Нема леле. Немој некој да станал да ја запали ламбата, зашто ќе го видам и ќе го лапнам. Ако изедиме, ама да знаеш дека вратата од кујната нема да ти ја отворам. Ама јас ќе ја скршам вратата. Скрши ја, Волчко. Ама да знаеш дека внатре ќе најдеш двајца добри ловци. Разбрали, Волчко? Разбрав. Па зошто не сакате да ми ја дадете вечерата на Марко, па тој не ја изеде? Бидејќи на полноќ не се вечера. Ама јас сум многу гладен и се би изел. Па ако си гладен, Волчко, дојди како чесен гостин кога вечерат сите. Жал ми е. И мене. Волците имаат чудна навика. Вечераат кога не е време за тоа. Ова е некое малечко волченце. Тоа сака да вечера многу доцна, затоа што знае дека после мора да спие. А зар волчињата го мразат спиењето? Ама не е поради спиењето, не. Ами? Поради телевизијата. Сакаат да гледаат телевизија до доцна во ноќта, сакаат да гледаат се до последната емисија. И јас така мислам. Ама ја ќе плачам. Ако плачи, Волчко, да знаеш дека воопшто не ми е жал. Волчко, уште ли не си заминал? Многу сум гладен. Дајте ми едно корче леп или било што друго. А ветуваш дека нема повеќе да доаѓаш на полна? Да, ветувам. Ветувам, ќе доаѓам на време и секогаш ќе вечерам со вас. Ето тогаш, Волчко, ајде влези. И тогаш
мајка му на Марко ја отвори вратата и му даде на Волчко да вечера. И Волчко се разбира изеде се, ама и го одржа ветувањето. Да, никогаш повеќе не затропа на вратата. Ај, немаше потреба. Малиот Марко секогаш вечераше навреме и не оставаше ништо за Волчко. Ништо. Чуден некој волк. На светот најсладко што е, А сонот, малечко мое. на светот најсладко што е, А сонот, малечко мое. Сонот разни сказни плете, сон и дете, разни дете. глеј стојанче сладко спие, Да растеме